Дејан, добро утро. Има и поважни вести од ова што се случува во Охрид во македонската јавност, ако се цени оваа 24 часовна една френетична расправа околу ова апсење вчера што се случи во Битола, но тоа е помалку важно за ова што се случува во Охрид. Како да работите? Вчера имаше работна вечера, денеска е главниот работен ден. Токму така. Добро утро од мене, Сашо. Денеска е официјалниот ден од самитот Отворен Балкан во Охрид. На денешната сесија се планира да разговараат, односно да дадат своји ставови и мислења председателот на Србија Александар Вучич, премиерите на Македонија и Албанија Еди Рама и Димитар Ковачевски, како и Дритана Базовиќ од Црна Гора, но и Телетија од Босна и Херцеговина. Вчера денот измина во неофицијална пристигнување на високите гости во Охрид. Имаше средба меѓу премиерите и председателите во вилата Билјана во Охрид од страна на премиерот Димитар Ковачевски. Она што се разговараше вчера на средбите со новинарите меѓу и министрите кои што пристигна и делегациите овде во Охрид беа темите од туризмот, од културата, но и економијата и енергетиката, развојот на регионот, како и политичките случувања. Денеска продолжува денот, за помалку од 15 на минути ќе започне и официјалниот дел од самитот. Овде до мене имаме и гостин кој што подобро ќе ја долови сликата и ќе ни објасни што точно денеска се предвидува, какви договори се предвидуваат да се потпишат и на кое ниво државите кои што се учеснички на овој самит ќе ја продолжат соработката, односно ќе ги подобрат меѓусебните билатерални и трилатерални односи. Овде до мене од Сабајле е Нола Ставрова, национален координатор Исмаиловска, така, национален координатор во владата за евроинтегративни прашања. Па за помалку од 10 на минути почнува самитот. Што не очекува денеска? Што всушност ќе се случува? Ти благодарам. Денеска имаме испланирано два панели на темата туризам и култура, затоа што веќе подолго време се разговараше дека заедно може да направиме повеќе во оваа област со заеднички проекти, со заеднички понуди на туристичките можности на трите држави. И од тука појдовме со идејата експертските тимови од нашите министерства за економија и култура, паралелно со министрите за туризам од Србија и Албанија и министрите за култура исто така, да преговараат текст за меморандуми кои што понатаму на крајот на панелите ќе бидат и подпишани, но не само тоа, ние одлучивме тука да поканеме и туристички оператори, луѓе кои што на некој начин се дел од туристичкиот сектор, затоа што сметаме дека тие имаат поконкретни идеи за идни иницијативи, исто и во културата. Очекуваме од тука да почне поголема соработка за некои заеднички продукции, заеднички фестивали и други културни случувања. Ставаме посебен акцент и на младите, секако затоа што мислам дека овие теми се доста привлечни и интересни за нив, за нивната мобилност, но покрај тоа ќе се потпише и договор за меѓусебно признавање на дипломите и научните степени, со што граѓаните нема да имаат потреба за долгиот процес на нострификација меѓу земјите кои што се членки на Отворен Балкан, кој што ќе го потпише премиерот Ковачевски со председателот Вучич и премиерот Рама. Токму ова сакав да ве прашам. Вчера дојавме до информациите дека се очекува да се потпише некаков меморандум, договор, кој што ќе содржа 7 точки. Дали е тоа вистина пред се и кои се тие точки подетално накратко, ако може да ни ги објасните што точно ќе се потпишува денеска?
Накратко, во однос за договорот кој што е за образование, веќе кажав за меѓусебно признавање на дипломите и улеснување на процедурите, зголемување на довербата меѓу нашите администрации во областа на туризмот и културата е најавување на една соработка и четвртиот меморандум кој што се подпишува ќе биде подпишан од директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска, што е соработка меѓу даночните администрации кои што меѓусебно ќе си помагаат со размена на добри пракси, заеднички идеи за борба против сивата економија, но и понатаму сигурно ќе се отворат и темите за оданочувањето и како сите заедно да стануваме поквалитетни и подобри. Сосема кратко на крајот, ако може уште едно прашање во однос на енергетиката, инфраструктурата, има ли некакви најави за меѓудржавна соработка на овие земји и учеснички? Има голем интерес и од поддржувачите од меѓународната заедница на иницијативата Отворен Балкан во однос на помош баш на овие теми, така да очекувам наредно да зборуваме за инвестициски групи и групи кои што ќе се бават со прашањата за енергетика, како би ги надминале предизвиците кои што се случуваат во моментов, но и со сите договори претходно кои што ги наведов, мислам дека го зголемуваме инвестицискиот потенцијал на нашата држава, но и на целиот регион. Очекувам на наредниот самит ова да бидат главните теми. Ти благодарам за разговорот. Сашо, дали се слушаме, соговорничката ги пренесе денеска кои ќе бидат главните работи за кои ќе се подпишуваат договори, меморандуми за соработка. Накратко кажано, престојува еден долг ден кој што ќе биде одобрет за сите држави учеснички, меѓутоа и за оние кои што се дојдени како наблюдувачи на овој самит. Според она што вчера имав можност да разговарам со црногорскиот премиер Дритан Абазовиќ, меѓутоа и накратко со српскиот претседател Александар Вучич, успеавме да дознаеме некоја информација дека можеби накратко, односно во близок период и Црна Гора би се приклучила на оваа соработка, иницијатива Отворен Балкан. Сашо? Дејан, ти благодарам за ова вклучување, ти се враќаш вечерва, се надеваме утре рано се бајле, па ќе се видиме, се надеваме во студио да направиме едно резиме. Очигледно е дека Отворен Балкан станува тоа што не требаше да биде известна замена за интеграција во Европската унија, ама сега побаво Отворен Балкан отколку затворен, не се само црногорците, гледам дека и босанците минус Додик се разбира најавуваат дека се и тие многу заинтересирани и ќе видиме како ќе оди таа иницијатива. Дејан Србиновски останува во Охрид денеска да покрива и за потребите на Слободен печат, се разбира, со колегата Драган кој што е зад оваа страна на камерата која што ние не ја гледаме. Дејан, благодарам.